Добро. Во моментот се наоѓаме во болница, каде што се наоѓа една од повредените од вчерашниот протест. Тоа е Арна Шијак, наша позната глумица. Ке може ли да ни кажеш што се случи вчера, кога беше пред собрание, како стигна до тука, како се повреди и како беше? Прво да ги покажеш фамилките, да видиме дали ова е последица од реакција на Солзавец, кој што нашето почитувано Министерство за внатрешни работи вели дека според процедурите за забрана за влегување во собранието постапило или по нивните стандарди и употребила случајно Солзавец. Јас би ги демантирала со конкретен доказ. Конкретен доказ дека тоа не е така, туку беа испукани голем број на шок бомби, Солзавец, со дефинитивно мислам последици кои што се видливи, и сепак би рекла дека ова не сме да се нарече, дека ние не сме народ, туку платеници по диагноза, туку ние бевме народ освестен и разбуден, кој што не ја губили ту храброста, ниту одлучноста да превземе нешто и да си ја спаси оваа негова земја, што другите така гладко и лесно и радосно сакаат да ни ја киднапираат. Така што не бев единствена, тоа сакам да потенцирам. Доколку почитуваното МВР сметало дека работите од кон контрола, бидејќи протестот беше закажан да биде мирољубив, така, ако ги виде луѓето кои што би можеле евентуално да допринесат во создавањето немири, зашто не ги приведе? Бидејќи тие конкретно луѓе кои што, да речеме дека на некој начин учествувале во разгојувањето на страстите, за многу брзо време ги снема. Значи, ние никакво предупредување од полицијата не добивме дека ќе следува одделен напад или нема реакција по процедура. Значи, ние буквално бевме во жена парк, жени, повозрасни луѓе, некои седеа на клуп и јас случајно стоев до клупата, кога шок бомба падна меѓу моите нозе. Значи, полицијата фрли шок бомби помеѓу луѓето, не на отворен простор? Апсолутно, значи дури, извинете, мислам дека нема да сгрешам ако кажам дека беше намерно. Со цел да се предизвикаат повреди? Да се предизвикаат повреди, да се предизвика страх и веројатно декуражирање на народот да повторно го стори истото. Јас ви кажам, јас имам повреда. Ќе ги санираме и ќе ми биде подобро. И пак ќе сум со вас. Народот. Така е. Во моментот кога јас бев таму, приметив дека полицијата тргна со два окупни транспортера, така наречени хермелини, кон народот. Дали имаше некое предупредување, дали се обрати некој со мегафон да каже растргнете се, тргнете се, го расчистуваме просторот, да каже општо од полицијата како што имало други случаеви, да речеме на утакмица или на други протести, каде што полицијата пред да реагира и пред да почне да го чисти просторот со сила, кажува било какво предупредување. Дали имаше такво нешто? Тоа тука беше апсолутно отсутно, дури и човек да се запиша дали тоа беше нашата официјална полиција. Бидејќи веќе фалало на Бога кружат низ видеоите, фотографии каде што можевме да забележиме како таа наша официјална полиција носи приватни фармерки и приватни патики. Јас се извинувам, на тоа ми раѓа голем сомнеш. Во склоп на законот за полиција стои посебен дел каде што се забранува изричито дури и мешање на униформата кога се работи за полициски службеници. Значи, тие полициски службеници мора да носат комплетна униформа и да се легитимираат дека се полициски службеници. Меѓу другото, но во случајов мораше да носат комплетна униформа. Веќе има низ социјалните мрежи слики на луѓе кои што се во полицискиот кордон, се со штитови и кациги, а сепак не се облечени во полициска униформа. Тоа е околу самата реакција на полицијата. Одговорно тврдам, полицијата, во неговото да повторувам, официјално соопштение вели дека употребиле Солзавец. А се обидуваше да не представи нас како агресивни напаѓачи, мислам, се извинувам, можете да видите од снимки од се, дека евентуално, значи се појавило и со качулки. Тргнете ги, отстраните ги ако знаете дека представува опасно да се загрози мирниот и достоинствен протест, ме разбирате? Значи, малте како некој да калкулирал со одредени ескалации и изгледаме. Не изгледаме таму случајно. Така е. Вчера да направи капитулација на нашата земја.
Јас се извинувам што сите имаме fabricated storage minds и троа поосвестено гледаме на нештата. Нека не ни го замераат тоа. Нека се подготват. Кажете ми, дали додека бевте таму приметивте и некои други повредени, дали приметивте некоја конкретна акција на полицијата, затоа што веќе разговаравме со луѓе кои што тврдеа дека имаат употребено пендраци и сила и врз жени кои што биле, ете така да речем, турнати од толпата, значи без било каков обзир ни кон пол, ни кон возраст. Тој е мабетот. На нив им сметал свестениот македонец, кој што, за жал, повеќе го гледаме кај повозрасните луѓе. Младите сега гледаат светско првенство, кога би замениле барем еден час, еден ден од истото тоа конформистичко задоволство, би ставиле прст на чело за тоа што се случува реално. Како да ви кажем, ке сме на правиот пат, со посилен глас може да го артикулираме нештото. Вака, како да ви кажем, тажно е да се посвесни возрастни луѓе, отколку нашата потентна младина. Добро, ние сме жртви на хибридна војна и на специјална пропаганда, така да треба да го имаме и тоа на ум. Ги имаме. И затоа и ги охрабрувам младите луѓе. Затоа и ги охрабрувам. Кажете ми, дали приметивте некои други повредени луѓе? Со мене, мојата цимерка во моментов не е тука, бидејќи на приврска. Господјата седела на клупа кај шаторите, значи господја во години, седната на клупа со други жени, значи ова е конкретно таргетирана популација. Шок бомбата паѓа под клупата, за среќа некако го амортизира ударот да не биде пострашно и се подпалува, жената реално гори. Мези гори ногата и се подпалува облеката и гори главата. Присебна успева некако да го изгаси огнот, но има изгореници и сметци, бари во Истата просторија. болница. Да. Мојата рана е, чисто да им кажам, бидејќи сега е санирана, не се гледа. Јас добив шрапнели во двете подколеници. Овде ми фали кожа, овде е дупката до коска. Мислам, двете се до коска, но оваа беше малце позагадена со барутни честици и некои, ја не знам зашто ги пунат тие шок бомби, али тоа се некои ужасни, ружни паркати. Така што се надам, ногата ми е добро исчистена, сека е чест за болничкиот персонал. Според условите кои што ете ова не